Јас ќе почнам со презентацијата, па колегите како ќе завршуваат со пауза може да ни се придружат. Накратко во претходниот дел ги споменав критериумите за допуштеност согласно член 35 од конвенцијата, меѓутоа првично во однос на иницирањето на постапката ни е битен членот 34. Ако го анализираме, членот 34 ни кажува дека жалба до Страсбур може да поднесе секое физичко лице, група на поединци или правно лице, кое што тврди дека му е повредено некое право од конвенцијата или од некој од протоколите кон конвенцијата. Значи, како жалители може да не се јават физички лица, правни лица или група на физички и правни лица. Што мислите, дали може некоја невладина организација да се јави како жалител? Дали може да се јави како жалител во однос на повреда на своји права или во однос на пример, ако е некое здружение кое што се занимава со заштита на човековите права, да оди до Страсбур и да каже дека во Македонија има сегрегација на ромите во основните училишта. Значи, ако го анализираме член 34, може да се јави некој кој што е директна жртва на повреда на конвенцијата. Значи, во случајов со ромите би можеле да се јават ученици роми кои што се сегрегирани во основни училишта, кои што се ставени во специјални оделенија или во специјални училишта, како што е праксата во Република Македонија, како што беше во Хрватска, во Чешка, во Унгарија. Значи, тие се жртвите, тие се оние кои што можат да поднесат жалба до Страсбур. А невладина организација може да се јави како нивен застапник. Например, во предметот DH and Others против Чешка република, застапник е Европскиот центар за правата на ромите, значи European Roma Rights Center. Невладина организација не може да се јави како жалител, освен во определени исклучителни околности, за кои што ќе се навртам покасно. Може да се јави исклучиво како жалител на повреда на своите права. Значи, имаме предмети од страна на Унгарскиот Хелсиншки комитет во однос на пристап до јавни информации. И тука Хелсиншкиот комитет се жали на повреда на членот 10, кој што се однесува на слободата на изразување, но исто така и на слободата на примање на информации. Значи, во овој случај невладината се јавува како жртва и како жалител. Значи, директна жртва е тој што директно ја трпи повредата на правата, а индиректна жртва е некој кој што индиректно ги трпи последиците на определена повреда на правата. За индиректна жртва може да стане збор во случај кога жалителот починал во текот на постапката и неговите наследници, најблиските членови на неговото семејство ја продолжуваат постапката и тие се оние кои што се индиректна жртва на повредата. Исто така, како индиректна жртва може да се јават членови на семејството кои што се изложени на лица, на ситуации во кои што блиски членови на нивното семејство се земени од страна на полицијата или од страна на државни органи и после понатака им се губи секаква трага. Значи, тие се индиректна жртва на повреда на членот 3. Вакви предмети имаме против Русија и против Турција. Исто така, судот прифаќа жалби поднесени од страна на потенцијални жртви. Што значи потенцијална жртва? Значи, потенцијална жртва не е некој на кој што веќе му е настаната повреда, меѓутоа е некој кој што мора да го регулира своето однесување за да не дојде во судир со законот. Не знам колку сте запознаени со предметот САС против Франција, кој што се однесува на законодавството донесено во Франција, со кој што се забранува на јавни места носење на облека во кој што со цел се покрива лицето. Значи, де факто е насочено кон жените кои што носат бурка или никап. И во овој предмет законот стапува на сила, да речеме, на 11 април 2010 и жалбата е поднесена на 11 април 2010. Дали може да кажеме дека
жалителката во случајов ги исцрпила домашните правни лекови и дали може да кажеме дека е жртва. Значи, согласно законодавството, секој кој што би бил фатен на јавно место со облека со која што е покриена во целост лицето, би му била изречена парична казна и би морал да посетува часови по граѓанско образование. Меѓутоа, во случајов на жалителката не е била изречена таква парична казна, ниту пак била фатена од страна на полицијата, ниту пак имало таква можност оглед на тоа што жалбата е поднесена истиот ден кога законот стапил во сила. Дали може да кажеме дека таа е жртва на некаква повреда на конвенцијата, да кажеме на член 8 право на приватен живот или дали е дискриминирана. Три аргументи има доставено Франција. Еден е националната безбедност, втората е еднаквост помеѓу мажите и жените. Меѓутоа, овој аргумент е отфрлен со образложение дека не може да се претпостави дека некој што носи бурка или никап, тоа не го прави по свое лично уверување или дека е приморан од некого, или па дека укажува дека жените кои што носат таква облека се дискриминирани. Значи, овој предмет е одлучен многу пред овие настани. И неколку поенти се битни. Прво, законот не забранува директно носење на бурка и никап, туку забранува носење на секаква облека со која што се покрива лицето на јавно место. Второ, она што судот го зема предвид во анализата е дека само многу мал број на жени во Франција избрале да носат ваков вид на облека, значи од прилика околу 300 во држава голема колку Франција. И трето, сите овие аргументи кои што се однесуваат на националната безбедност во тој момент не биле прифатени. Не знам дали доколку би имало наредни апликации, дали судот би одлучувал поинаку. Во меѓувреме има предмети против Белгија кои што се однесуваат на слични прашања, кои што се комуницирани, меѓутоа судот се уште нема донесена одлука. Значи, поентата ми беше нешто друго, немав идеја да навлегуваме во дискусијата за бурка и никап, туку за поимот на потенцијална жртва. Значи, во случајов таа никош не била застаната од полицијата, не е била изречена парична казна, а сепак се јавува како жалител и е прифатена од страна на судот дека жалбата е дозволена, дека е поднесена од страна на потенцијална жртва, затоа што таа немала избор. Или морала да го промени начинот на кој што сакала да се појавува во јавност, или ризикувала да биде изложена на парична казна. Следно прашање е дали овој статус на жртва останува, дали може некогаш да биде изгубен и доколку да, под какви услови, чисто ваше размислување. Еве, например, во Република Македонија имаме правен лек за судење во разумен рок. Што ако јас се жалам пред Врховен суд, добивам надомесна штета и плюс е определен рок во кој што судовите треба да одлучат во мојата постапка. Дали јас се уште можам да тврдам дека сум жртва на судење на повреда на правото на судење во разумен рок? Точно така. Покрај овај пример имаме и една друга одлука, значи не е пресуда, туку одлука, во предметот Камчева. Тој отвореше интересни прашања во однос на дискриминација и дали во однос на предмети на дискриминација е потребно да се исцрпи правен лек и до Уставен суд, значи да се оди до Уставен суд и да се поднесе во тој момент тужба за надоместна штета согласно Законот за работни односи, значи ова е ситуација пред донесување на Законот за заштита и спречување на дискриминација. Меѓутоа, судот не одговара на ова прашање, туку жалбата ја отфрла со образложение дека во текот на самата постапка по пријава до инспекторатот спорниот оглас бил поништен.
Значи се работи за случај во кој што жалителката го изгубила работното место и во меѓувреме е отворен оглас за истото тоа работно место на кој што се пријавуваат други кандидати со помали квалификации кои што се примени. Меѓутоа огласот во меѓувреме е поништен и судот утврдува дека таа го изгубила статусот на жртва и жалбата е отворена како недопуштена токму поради овие причини. Значи се работи за предметот Камчева против Република Македонија и како што кажав, судот не се произјасна дали е потребно кој ефикасен правен лек. Значи имаме два лека и дали е потребно двата да бидат искористени. Претходно ви поставив прашање дали може невладина организација да се јави како жалител во име на некое друго лице, доколку нејзините права не се повредени. Иначе генерално правилото е дека невладината може да се јави како жалител во постапки во кои што се повредени права на самата невладина организација или на некакво си здружение. Меѓутоа постојат предмети во кои што исклучително по исклучок судот дозволува невладини организации да истапуваат во име на жалители кои што немаат блиски роднини или кои што немаат друга шанса да поднесат жалба до Европскиот суд за човекови права. Таков е предметот против Романија, во кој што една невладина организација поднесува жалба во име на лице со тешка физичка и ментална попреченост и кој што дополнително има сида и кој што починало во некаков дом во кој што било згрижено. Невладината организација случајно го открила при посета на таа институција и поднесува постапка пред домашните судови и во домашните судови воопшто не е спорно дали има локустанди да се води постапката. Завршува негативно во Романија, за на крај да заврши пред Страсбур и едно од клучните прашања е дали невладината организација може да настапи како жалител. Во постапката се вклучува и комесарот за човекови права на Советот на Европа, кој што тврди дека во определени случаи по исклучок, како што е во дадениот случај, кога се работи за лица со тешка физичка или ментална попреченост, и кои што немаат, кога нема на друг начин да биде поднесена жалба, е оправдано заради почитувањето на човековите права невладина организација да има право да поднесе жалба. Со тоа да дополнително во меѓувреме има вакви предмети од страна на Бугарскиот Хелсиншки комитет, меѓутоа тие се отфрлени и тоа од причина што Бугарскиот Хелсиншки комитет немал никаква претходна врска со жалителот и со оглед на тоа што прашањето за локустанди било проблематично во домашната постапка. Меѓутоа, сакам да нагласам дека значи се смета за landmark judgment, е Center for Legal Resources in the name of Valentin Campeanu против Романија, се смета за водечки случај во однос на поднесување на ваков вид на акција популарис, иако генерално поднесувањето на жалба во име на некој друг пред Европскиот суд за човекови права не е дозволено. Да. Заложи државата да намести штета во конкретниот случај кој ќе ја земе таа. Зошто невладина организација, малку е дискутабилно бидејќи таа морална материјална сатисфакција на невладина организација би се дала. Не секогаш се доделува материјална штета, потребно е да биде побарана од страна на жалителот, тоа е едно, а второ дури да биде побарана од страна на жалителот, судот има право да не додели и да утврди дека тоа што заклучил дека има повреда на определено право е соодветно и доволно надоместување на нематеријална штета и дополнително да не заборавиме дека пресудите на Европскиот суд за човекови права не се однесуваат само на определен конкретен предмет, туку служат и за разјаснување и за подигнување на стандардите за заштита на човековите права во сите држави членки на Советот на Европа и надвор од фактичката состојба за која што се одлучува определен предмет. Со оглед на важноста на
правото, значи право на живот и дополнително со оглед на тоа што се работи за лице со тешка физичка и ментална попреченост, кое што било целосно оставено само на себе си, напуштено од страна на сите. Мислам дека е многу важно и на таквите лица и на сите кои што се под надлежност на кои што се во юрисдикција на државите да имаат определен степен на заштита на човековите права, тоест еднаков степен на заштита како и сите граѓани. Да, меѓутоа само за тоа, дали е бил досуден во конкретниот случај никако? Во конкретниот случај не можам да се сетам, ама претпоставувам дека не бил ни поварен. Би претпоставила. Само не можам да тврдам, можам да проверам и да ви кажам точно. Значи, да. Со Акцио Популарис читав некаде скоро дека има тенденција во националниве законодавства, не знам колку е тоа во судот, дека на одредени сензитивни групи дека се допушта да истапат пред нив во нивно име невладини организации. Да. Не знам, пример сега Хелсиншки доди некои права на ЛГБТ да брани и слично, кај што сакаат анонимни да останат. Пример во и малку е дискутабилно се. Од една страна треба одобрение да има од лицето дека во негово име смее да поставува, од друга страна анонимно. Добро, така е нашиот ова е нашиот закон за дискриминација, дозволува невладени организации и здруженија да поднесуваат вакви тужби. Меѓутоа, тоа не е Акцио Популарис во вистинска смисла, затоа што ставот 4 од тој член предвидува дека таква тужба може да биде поднесена со согласност на лицето. А поентата на Акцио Популарис е самата невладена организација да поднесе таква тужба без барање на согласност. Например, во предметите со сегрегација на роми. Кој е тој што треба да даде согласност? Кој би дал? И колку, например, лица би требало да дадат согласност за да се смета дека тужбата е дозволена? Мислам дека ќе претрпи промени законот за заштита од испречување на дискриминација и мислам дека делот работната група е фокусирана и на овој член. Меѓутоа, прашањето за Акцио Популарис во домашна постапка не треба да го мешаме со прашањето за Акцио Популарис во Европски суд за човекови права. Например, доколку во домашна постапка, например, Хелсиншки комитет тврди дека има дискриминација на ромите во процесот на образование, и постапката заврши со неуспех на домашно ниво. Дали Хелсиншкиот комитет би можел да се јави како жалител во пред Европскиот суд за човекови права? Значи, во предмети кои што се однесуваат на сегрегација на роми, против Унгарија, против Словачка, во домашните судови постапките се водени од страна на поединци, иако се можеби застапувани од невладени организации. Така да ова е прашање кое што би се отворило подоцна. Јас сметам дека не би била допуштена ако е поднесена од страна на невладена организација. Во однос на искористувањето на домашните правни лекови, значи потребно да се искористат само оние кои што судот ги смета за ефикасни. Значи ако има повеќе лекови, не мора жалителот да ги искористи сите, туку доволно е само еден кој што е available или sufficient, што би се рекло на согласно жаргонот на Европскиот суд. Во однос на Македонија, во граѓанска постапка значи се оди до ревизија доколку е дозволена, во управна постапка до Врховен суд, во кривична постапка, нели рековме согласно Мамудовски мора да се искористи барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда. Во однос на должина на постапка знаеме дека имаме ефикасен правен лек, на тоа е барањето за заштита на правото на судење во разумен рок пред Врховниот суд. Во однос на дискриминација, слобода на изразување, политичко дејствување, судот се уште смета дека барањето за заштита на слободи и права од член 110 алинеја 3 од Уставот е ефикасен правен лек. Меѓутоа се комуницирани неколку предмети во однос на слобода на религија, слобода на изразување, слобода на здружување, кои што пред се однесуваат на регистрирање на верски заедници, во кои што судот поставува точно прашање до државата дали правниот лек кој што е предвиден во член 110 алинеја 3 од Уставот бил ефикасен, меѓутоа во конкретните околности во случајот. Значи не е поставено прашањето генерално дали е ефикасен или не, туку дали во околностите на случајот бил ефикасен. И дополнително на тоа прашање, во еден од тие предмети судот бара
Уставниот суд да достави копии од сите одлуки и решенија кои што се донесени по овој основ од страна на Уставниот суд. Тоа значи дека судот сериозно ќе анализира постапувањето на Уставниот суд. Одредени права и слободи има постапка пред Уставен суд, нели може тоа да се обжали например пред Европскиот суд дека државата во своето законодавство само за одредени права од конвенцијата предвидува 4 степени, да речеме, или 4 инстанци, а за некои други не. По кој член би се жалеле, например? Па правично судење можеби. Сметате дека другите судови не обезбедуваат правично судење? Па не туку дека, например, ако некаде 4 судови ви разгледуваат брањето, некаде 3. Ако би било така, зашто тогаш постои Уставниот суд, не знам, за дискриминација. Значи, Уставот е прашање на општествен договор. Ние сме едни од ретките држави кои што предвидуваат толку ограничена надлежност. Јас бев на некоја обука со колеги додека работев во судот и беше прашањето каква надлежност има Уставниот суд и јас кажав во тие случаи почувачот не можеше да верува само во тие, викам да. Единствен друг колега кој што кажа дека е толку ограничена надлежноста беше колегата од Албанија. Са не сум сигурна, не знам точно каква е надлежност на Уставниот суд, значи меѓутоа постојат такви решенија во однос на надлежноста и не сметам дека по овој основ има некаква повреда. Ама Уставниот суд е надвор од судската власт. Добро. Уставниот суд не е во да и сега некако да го подведеш сега Уставниот суд под судската власт и освен тоа што се одолговлекува постапката, дискутабилно е и тоа колку се они, да речеме, не надлежни или колку нивната одлука е веродостојна, која се знае дека нивниот легитимитет произлегува од тело кое што е избрано на избори од собранието. Делот од судиите се предлагани од Комисијата за имотно-правни работи, делот председателот и се става под знак прашалник нивниот кредибилитет. Самиот начин на избор не мора да укажува дека некој судија не е независен или дека е пристрасен. Ма сепак е политичко тело. Не би се согласила, значи принципиелно, нема да дискутирам како е одлучувано во последно време. Во однос на вакви жалби, значи судот не мора, ефикасниот правен лек не мора да биде пред суд. Ево, ако сметаме дека Уставниот суд не е дел од судската власт, не мора да биде суд во стрикна смисла, потребно е да му биде отстранета повредата и да биде обештетен на жалителот. Затоа имаме неколку одлуки во кои што судот кажува или експлицитно или тацитно со оглед на тоа што не ја отфрла како надвор од 6 месеци жалбата, дека одлуката на Уставниот суд се смета дека е донесена како поефикасен правен лек. Значи, за слобода на изразување го имаме предмет од Османи, во кој што се смета дека за повреда на слобода на изразување мора да се оди до Уставен суд. За дискриминација ја имаме Шијакова и го имаме Вранишковски и Радко за слобода на изразување и Радко за политичко дејствување и здружување. Значи, засега судската пракса е таква и се смета дека уставниот барањето за заштита на слободи и права е некаков ефикасен правен лек. Меѓутоа имаме голем број на комуникација во кој што е поставено прашањето дали е тоа така во дадени предмети. Слобода? Затоа што преку младински образовен форум и јас, значи во програмата Учиме право, работиме со средношколци и кога ќе дојде темата дискриминација, секогаш им кажуваме на располагање дека има 4 институции: Народниот правобранител, Комисија за заштита од дискриминација, Граѓанскиот суд и Уставниот суд. Уставниот суд секогаш го споменуваме од теоретски аспект дека директно може да се обрата до него кога станува збор за повреда на ова право. И јас сакам да го слушнам вашето мислење, дали да им кажуваме од практичен аспект или теоретски аспект, затоа што ги интересира, радознали се и секогаш им кажуваме дека овие 4 институции им стојат на располагање кога се соочуваат со повреда на правото.
нееднаквост. Во судската пракса народниот правобранител, значи не во однос на Македонија, туку генерално не се смета за ефикасен правен лек со оглед на тоа што препораките немаат обврзувачко дејство. Предпоставуваме истиот став е бил и во однос на Комисијата за заштита од дискриминација. Сега клучното прашање дали мора да се оди во граѓанска постапка или дали може директно да се оди пред Уставен суд. До сегашната пракса, го спомнав предметот Камчева, прв пат имало можност судот да се произјасни кој е ефикасен правен лек и дали мора да се оди прво во парнична постапка или дали може да се оди директно до Уставен суд, меѓутоа судот не дава одговор на ова прашање. Сега во однос на ефикасен правен лек, судската пракса вели дека доколку има неколку правни лекови, жалителот не е обврзан да ги искористи сите. Меѓутоа, ако ги гледаме предметите против Република Македонија, например Костевски, кој што се однесува на жалителот кој што бил отпуштен поради отсуство од работа, тврдејќи дека бил муслиман и дека не дошол на работа затоа што ги следел празниците, ги славел празникот Курбан Бајрам и Рамазан Бајрам. Меѓутоа во судска постапка е утврдено дека тоа не било така и дури после тој оди пред Уставен суд кој што ги сослушува и представниците на исламската верска заедница и од Богословскиот факултет и е утврдено дека тој не покажал дека е навистина верник и дека ниту му е повредена слободата на религија, ниту па е дискриминиран по однос на неговата верска припадност. Значи во овој случај се одело во граѓанска постапка, па потоа жалител се обратил до Уставниот суд. Сега со новиот закон за заштита од дискриминација, прашањето е дали е потребно да се исцрпи овој правен лек и дали може директно да се оди до Уставен суд. Не би имала некој конкретен одговор, мислам дека мора да се тестира. Значи, ова беше накратко за домашните правни лекови. Во однос на рокот од 6 месеци, мислам дека е јасно, тече од правосилна одлука, односно од моментот на доставување и тоа момент на доставување на жалителот или на адвокатот. Доколку е доставена на адвокат, а покасно на жалител, не се смета дека почнува од моментот кога е доставена на адвокат со оглед на тоа дека тој е негов застапник. Во однос на правилото 47 веќе кажав дека единствена жалба која што го прекинува течењето на рокот од 6 месеци е жалба која што е целосно пополнета согласно практичните упатства и согласно правило 47. Единствено исклучок во однос на ова правило од 6 месеци е постоењето на некаква континуирана ситуација. Таква континуирана ситуација постои во случај, например, на исчезнати лица, кога жалителите се во состојба на една неизвестност и кога сепак се води некаква истрага во однос на судбината на нивните најблиски, при што жалителите немаат право да чекаат до бесконечност до кога да се обратат до судот, меѓутоа се до оној момент до кога има некаква активност од страна на државните органи, се смета дека таа континуирана ситуација трае. Во моментот кога жалителите ќе утврдат дека постои неактивност и дека нема изгледи да биде утврдено што настанало, што се случило со нивните најблиски, во тој момент се смета дека имаат обврска да поднесат жалба до Европскиот суд за човекови права. Значи, тоа е за рокот од 6 месеци во однос на неспој. Да, има една пресуда во Деари против Република Македонија во која што мислам дека лицата се исчезнати, дека на некој начин се смета дека има континуирана ситуација. Меѓутоа жалителите дозволиле предолго тоа да трае и со оглед на тоа што безуспешно се обраќале до надлежни органи од кои што не добивале одговор, се смета дека го испуштиле рокот од 6 месеци затоа што во определен момент морале разумно да претпостават дека не води никаде истрагата. Значи Деари и други против Република Македонија, така се вика предметот.
Во однос на неспојивост на конвенцијата, значи жалбата мора да биде компатибилна рационе персоне со конвенцијата, значи мора да биде поднесена против држава членка која што е подписничка на конвенцијата и мора да биде поднесена од страна на лице кое што има статус на жртва во домашната постапка и пред Европскиот суд за човекови права. Рационе материја, тоа е на некој начин некаква си стварна надлежност на судот во какви предмети може да постапува. Например, во член 6, став 1 ни говори за граѓански права и обврски и за кривично обвинение. И сега, дали постапка за азил е опфатена со член 6? Дали во постапка за азил се утврдуваат граѓански права и обврски или дали станува збор за кривично обвинение? Не. Значи, судската пракса е дека постапките за азил не се опфатени со член 6, меѓутоа барателите на азил не се оставени без правна заштита, она што вчера го поставив како прашање, тие можат да се жалат по член 3, значи забрана за тортура, нечовечко и понижувачко постапување во случај да бидат вратени во земјата на потекло. Може да се жалат по член 8, право на приватен и семеен живот, доколку например постапката за азил трае предолго време и доколку државата дозволила нивниот правен статус да остане нерегулиран предолго. Исто така член 13, право на ефикасен правен лек, како и забраната за колективно протерување на странци. Предметот кој што го дискутиравме вчера против Македонија во однос на мислам дека се 6 мина жалители кои што имаат поднесена жалба против Република Македонија во однос на враќањето на групата на бегалци на 16 март. Токму се однесува на забраната за колективно протерување на странци и за непостоењето на ефикасен правен лек. Значи, тие се вратени без никаква процедура, без никакво согледување на нивните околности, без никаква одлука. Компатибилност рационе темпори, значи тоа е надлежноста на временската надлежност на судот во однос на Република Македонија. Тоа е моментот на ратификација на конвенцијата, значи 10 април 1997. Сите оние настани кои што предходеле не се одлучувачки, меѓутоа може да бидат земени предвид од страна на судот. Например, во предмети за должина на постапка, судот ќе ја смета должината од моментот на ратификација до моментот на завршување на постапката, меѓутоа секогаш ќе има предвид дали претходно постапката траела предолго. Рационе локе, значи повредата да настанала на територија на држава членка на Советот на Европа, подписничка на конвенцијата. Следен критериум на допуштеност е идентитетот на подносителот на жалбата дека мора да биде познат. Меѓутоа, идентитетот на подносителот на жалбата мора да биде познат на судот, не мора да биде познат на јавноста. Значи, може жалбата да биде јавно објавена на худок, со иницијали или, например, со некоја буква, X против Обединетото кралство или X против Република Македонија. Ваква анонимност може да побара или жалителот или може да биде екс официо определена од страна на самиот суд, доколку смета дека има потреба заради заштита на некои околности од приватен живот, за заштита на малолетници или поради национална безбедност. Еден таков предмет е предметот ЛР против Република Македонија, комунициран при крајот на 2016 година. Тука не е јасно самата комуникација дали е барана од страна на жалителот или од страна екс официо, меѓутоа на крај не е ни важно. Битно е само да видите што значи анонимизација, дека не е во однос на судот, туку во однос на јавност. ЛР се однесува на член 3, се работи за заштитеник во некој од домовите, кој што е оставен без членови на своето семејство и кој што бил држан врзан со сати во просторијата во која што престојувал. Поднесен е од страна на Хелсиншкиот комитет. Исто така судот не дозволува поднесување на суштински иста жалба, значи доколку веќе има одлучено во истиот предмет, во однос на пример должина на постапка и утврдена повреда на правото на судење во разумен рок, не е дозволено поднесување на нова жалба во однос на истата постапка, ниту па е дозволено поднесување на жалба која што била одлучувана од страна на друг меѓународен орган.
Например, за правно прашање кое што разгледувано од страна на Комитетот за човекови права, кој се однесува на иста фактичка состојба, кој што отвора исти правни прашања, судот ќе отфрли како суштински иста жалба. Во однос на злоупотребата на право на поднесување на жалба, значи вакви случаи имаме кога жалителот поднесува неточни информации, кога користи навредливи изрази или закани. Имаме и предмет против Република Македонија, се работи за предмет на денационализација, во кој што жалителот се жали дека домашните органи несоодветно ги разгледале неговите барања и дека немаат одлучено по секој дел од барањето за денационализација, меѓутоа после комуникација е утврдено дека всушност жалителот доставил нецелосни и неточни информации. Дека всушност неговото барање за денационализација се однесува само во однос на еден дел од имотот и дека дополнително во меѓувреме има поднесено барање за денационализација на останатиот дел од имотот, а за ништо од ова не е известен судот. И жалбата е отврдена како недопуштена поради злоупотреба на правото на поднесување на жалба. Значи, жалителите се должни во текот на целата постапка да го известуваат судот за сите настанати промени и се должни да доставуваат само точни информации, а не да го наведуваат на факти или некакви си документи кои што не се точни. Има предмет против Романија кој што е одлучен со пресуда и подоцна има ревизија по барање од страна на владата со образложение дека правното лице кое што се јавува како жалител во оваа постапка престанало да постои. Меѓутоа владата не била информирана. Во моментот на комуникација се уште постоело, меѓутоа после комуникација правното лице престанало да постои и подоцна е отфрлена оваа жалба. На крај како критериум на недопуштеност е критериумот на очигледно неосновани жалби. Ова е една од најчестите причини за отфрлање на најголем број на жалбите поднесени против Република Македонија. Важно е да се нагласи дека судот не е суд од четврта инстанца, дека нема право да укинува или поништува пресуди на домашни судови и дека пред се секогаш се, барем во однос на член 6, се испитува процедурално дали се исполнети процедуралните гаранции и со исклучок на случаи во кои што домашните судови постапиле арбитрерно. Например, во предметот Борис Немцов против Русија, во кривична, тоест прекршочна постапка против жалителот се отфрлени сите предлози за докази кои што биле во полза на жалителот. Судот кажува дека ова се коси со еден од основните принципи на кривичната постапка, in dubio pro reo, и сметат дека одлуката на домашните судови е донесена арбитрерно само врз основа на искази на полицијата. За крај, еден од најновите критериуми кој што беше воведен со протоколот број 14 е критериумот дали жалителот претрпел значителна штета, значи она што го постави во време на практичната вежба. Веќе има одлука и во однос на Република Македонија, се работи за граѓанска постапка во која што на жалителот му е наредено да струши некаков зид со кој што се попречувало правото на користење на пат од страна на неговиот сосед. Жалителот се жали во Страсбург дека првостепената пресуда не била јавно објавена. Најпрво се испитува дали тој претрпел некаква значителна штета. Значителната штета може да биде материјална или нематеријална. Во случајов материјална била минимална, со оглед на тоа што тој бил тужен, не е тужител, и дека со оглед на околностите на случајот дури евентуална материјална штета би била прениска. И постојат две заштитни клаузули кои што судот ги испитува, е тоа дали почитувањето на човековите права налага жалбата да биде сепак испитана иако штетата е незначителна и дали бил соодветно разгледан од страна на домашните судови, и во случајов е заклучено дека овие два критериуми се исполнети и жалбата е отфрлена како недопуштена, значи поради тоа што жалител не претрпел ваква значителна штета. Во однос на најчести повреди во предмети против Македонија, сите знаеме дека најголем број од пресудите, најпарво пресуди, стануваше збор за пресуди, се однесува на повреда на правото на судење во разумен рок.
а во моментот правото ваквите предмети се одлучуваат со одлуки на комитет, воглавно со пријателско спогодување или со унилатерална спогодба. Значи, ова е најголем број од предметите против Република Македонија. Дополнително има голем број на предмети кои што се однесуваат на повреда на член 3, значи тортура, понижувачко и нечовечко постапување. Тоа е материјалниот аспект на член 3 и процедуралниот аспект на член 3, а тоа е врската државата да спроведе ефикасна истрага. Во првите предмети, мислам дека адвокатите или жалителите не знаеа како да концепираат своите жалби и немаше секогаш доволно докази. И ретко се утврдуваше повреда на материјалниот аспект на член 3, меѓутоа по новите предмети редовно има повреда на материјалниот аспект на член 3 и дури во два предмети е утврдена тортура и тоа во предметот Хајрулаху и во предметот Елмасри. Во однос на член 5, значи правото на слобода и сигурност, има голем број на притворски предмети и најпроблематични прашања се во однос на одредувањето на притворот и одлуките за продолжување на притвор, во кои што судовите сувопарно се повикуваат на законските одредби без да имаат предвид за фактичките околности на случајот и за индивидуалната ситуација на дадените жалители. Не знам, веројатно сте запознати со случајот на Василковски и други, во кој што станува збор за контролори на наплатни рампи. Имаше 38 жалители во овој предмет и главните повреди на кои што се жалат е тоа дека при продолжувањето на притворот воопшто не се земени предвид индивидуалните околности и дека судовите домашни користат сувопарни и многу концизни образложенија без да се оствара на тоа зошто во определен случај има опасност од бегство или зошто има опасност од повторување на делото, иако некој на пример е отпуштен од работа и не може да го повтори делото, се работи за злоупотреба на службена положба. Таков предмет и предметот Миладинов. Велинов е малку поинаков предмет, нема да го анализирам, доколку ве интересира може после за паузата да го продискутираме, не е на ист ваков, меѓутоа за да го објаснам ќе треба малку повеќе време. Во однос на член 6 од конвенцијата, нели кажав, должина на поставка, во граѓански предмети има многу предмети во кои што е утврдена повреда на правото на правично судење поради пристрасност на судиите. Например, имаме предмет кај на професорот Бајалџиев во кој што ист судија одлучува и во апелација и во Врховен суд. Ова се смета за недозволиво од аспект на објективна пристрасност и редовно се утврдува вакви предмети повреда на член 6. Предметот Митриновски го знаеме со судијата кој што беше разрешен. Во овој случај е утврдено дека фактот што едно исто лице побарало иницирање на постапка за утврдување на одговорност и подоцна учествувало во самото одлука за утврдување на одговорност се смета за повреда на гаранциите кои што се однесуваат на непристрасност и независност. Во однос на неконзистентна судска пракса е важен предметот Стоилковска, во кој што судот нагласува дека постојањето на неконзистентна судска пракса во една држава го подкопува концептот на правна сигурност и дека е битно државата да има механизам за отстранување на вакви ситуации. Во Република Македонија тоа е нели Врховниот суд, меѓутоа во дадениот случај Врховниот суд не можел да постапува поради вредноста на спорот. И доколку сепак има отстапување, битно е домашните судови да објаснат зошто во дадениот случај постапуваат поинаку од претходно воспоставената судска пракса. Елмасри веќе мислам дека го дискутиравме и Радко и Панковски го анализиравме во однос на член 11, во однос на постапката пред Уставен суд. Доколку имате некои прашања, слободно.